Добар ден, ова се централните вести. Ви благодарам што сте на Канал 5. Почнуваме со насловите. Не бидете жртви и не прифаќајте уцени. За вас одлучувате вие. Хрватскиот председател Милановиќ без ракавици. Не се сите тие совети паметни, ниту корисни за вас. За што разговараат комисиите бугарско-македонската? За историја, култура, па и за јазик. По две конструктивни средби, кому ќе му треба ефридол, а кому гаранција дека некој не седи на две столчиња. Награден и полицаецот кој спаси дете во пожар. Одбележан денот на македонската полиција. Нема компромис со криминалот. Оваа борба мора да се води во целосна посветеност, со истински партнери и со чисти раце. За една година најмногу поскапело кафето, соковите и маслото, објави статистика. Но во март има пад на цените. Немојте да бидете жртва. За вас само вие одлучувате. Хрватскиот председател Зоран Милановиќ без ракавици за условувањата кон Македонија за членството во ЕУ. Во вилата Водно на пресконференцијата, председателката Силјановска Давкова јасно порача дека земјава останува на европскиот пат, но дека ветото не е пријателски инструмент. Ивана Стојановска. Советите кои Македонија ги добива од Унијата и од соседите за евроинтеграциите, земјата да ги земе со резерва, бидејќи тие не секогаш се корисни, порача хрватскиот председател Зоран Милановиќ по тет-а-тет средбата со председателката Силјановска Давкова. Според него Македонија не смее да дозволи да биде жртва на принуди на патот кон ЕУ и смета дека не треба да се третира како случај со посебни потреби или како земја со грешка. Не сум дојден тука да делам совети и да ги сеам како семења наоколу. Секако многу совети добивате и од многу други насоки, од многи страни, од соседите, од меѓународната дипломатија, од Европската комисија. Не се сите тие совети паметни, ниту корисни за вас. И ги примате како вреќа сол, работите по свое, вие сте оние кои ќе одлучите што е важно за вас. Немојте да бидете само жртви на принуда или некакво изнудување кога станува збор за членство во Европската Унија. Јасно е дека треба да постои консензус, како и да свртиме, доаѓаме до истото. Се додека некој е против, Македонија не може да оди напред. Членството во Унијата и понатаму е стратешка цел на земјава, но пристапниот процес треба да се одвива по копенхагенските критериуми, а не преку ревизија на историјата, истакна председателката Силјановска Давкова. Според неа, ветото кое на земјава и е наметнато на патот кон ЕУ не е пријателски инструмент и смета дека Македонија веќе направи низа отстапки, по кои дури стана и препознатлива. Состојбата во која се наоѓа земјава на патот кон ЕУ, Силјановска Давкова ја оцени како неодржлива и смета дека последниот извештај од Европската комисија не говори само за подготвеноста на Македонија, туку и за односот на Унијата кон земјава. Има нешта за кои можете да преговарате, бидејќи се рационални и бидејќи се врзани за мерит системот. Има нешта за кои не можете да ги исклучите емоциите и тогаш е тоа ирационално. Во договорот за пријателство и добрососедство нема во ниту еден член одредба која вели дека треба да посегнеме по уставни измени. Зашто разговараат комисиите бугарско-македонската? За историја, култура, па и за јазик. Во таа смисла јас споменав нешто што постојано ни го кажуваат. Пакта сун серванда. Во договорот нема такво нешто. Председателката вели дека не може да предвиди дали најавените поседи на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и еврокомесарката за проширување Марта Коз во земјава ќе го придвижат пристапниот процес, но порача дека и пред нив ќе ги изнесе досегашните позиции и ставови. Во рамки на еднодневната посета на земјава Милановиќ оствари работен ручек со премиерот Мицкоски, на кој била потврдена поддршката од Хрватска за европската еднина на Македонија, а разговарали за можностите за продлабочување на соработката меѓу двете земји, напиша Мицкоски во објава на Facebook. За време на официјалната посета на Македонија, Милановиќ го посети и гробот на македонскиот револуционер Гоце Делчев.
Скопскиот кривичен суд го одобри обвинението за случајот адитив, кој што се однесува на криминал во државната ЕСМ тежок 6,5 милиони евра. Предметот ќе биде распределен на натамошно постапување кај судија, пошто ќе биде определен и термин за судење, велат од кривичниот. Со обвинението опфатени се 31 физичко и 5 правни лица. Прво обвинет за несовесно работење е поранешниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски, кој е во бегство. Обвинети за неколку кривични дела се и неговиот наследник Васко Стефанов, како и екс-директорите на РЕК Битола Пеце Матевски и на ТЕЦ Неготино Нејбојша Стојановиќ, но и поранешните комерцијални директори на ЕСМ. Според обвинението, меѓусебно се договарале да ги изиграат постапките за набавка на адитив за јаглен за потребите на РЕК Осломеј и за РЕК Битола. Во случајот со трагедијата во Кочани постапивме неселективно и без двоумење. Случајот адитив е символ дека нема недопирливи, порача министерот Тошковски на одбележувањето на денот на македонската полиција 7 мај. Одлучни сме дека оваа борба мора да се води со целосна посветеност, со вистински партнери и со чисти раце, потенцираше премиерот Мицкоски. Деталите од Дејан Трајковски. Од скромните почетоци и силен ентузијазам пред повеќе од 3 децении до модерна полиција, денес подготвена да се справи со сите предизвици. Денот на полицијата 7 мај, одбележан токму на местото каде што се формираше по осамостојувањето. Застанати рамо до рамо, одбележувањето го започнаа со едноминутен молк во чест на колегите кои ги дале животите за безбедноста на граѓаните. Мирно! Безбедноста не е привилегија, туку темел на здраво општество, порача министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Вели, достоинството на полицаецот се враќа, а нивната професионалност ја покажали во последните големи предизвици, вклучително и трагедијата во Кочани. Во случајот со трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани пак, Министерството за внатрешни работи спроведе сеопфатна истрага. Поднесени се кривични пријави против 70 сторители, меѓу кои има и сегашни и поранешни министри, градоначалници, раководители, инспектори, полициски службеници и други носители на одговорност, без заштита, без селективност, без двоумење. Безбедноста не е само статистика, порача премиерот Христијан Мицкоски, кој одговорницата повтори дека компромис со криминалот и корупцијата нема да има. Оваа борба мора да се води во целосна посветеност, со истински партнери и со чисти раце. Наша задача е да ги отвориме очите преку професионална, етичка и непоткуплива полиција. Полиција која ќе го гони криминалот, без оглед на тоа дали стои зад маска, позиција или пари. Неколку полицајци денеска добија и признанија за својата храброст, меѓу нив и младиот Денис Месарош кој неодамна спасил 12 годишно дете во пожар во последен момент. Пробав да влезам од доле, ама имаше јак пожар, не можеше да се пристапи до горе по скалите. Пошто влегов кај комшиите, кај соседите, догледав на дрвена скала, се качив кај соседите на тарасата. По керамидите го отворив прозорот кај што беше детето во детската соба и со помош на приправникот ми ја држеше скалата. Го извлеков детето по скалите. Во Центарот за обука во Идризово полицијата изложи дел од својата технологија и механизација со која се којдневно работи на безбедноста. На одбележувањето беа присутни бројни представници на институции и странски амбасади во земјава. Дали на Таравари ке му треба ефридол или пак односите во владината коалиција ке се испеглат? Посинокешната средба во владата вреди со речиси идентичен став. Никој во власта не може да седи на две столчиња. Ако тоа не се смени, тогаш тие ќе одлучуваат дали ним им било местото во владата. Јана Јосиповска. Вленке го преиспита учеството во владата, доколку Таравари остане да седи на две столчиња, порачуваат од вреди по синокешната средба на премиерот Мицкоски со троецот Меджити, Касами и Ибраими во владата. Одреди за Канал 5 велат дека тројцата лидери пред Мицкоски настапиле со став дека со Арбен Таравари се потешко станувало функционирањето на владината коалиција, затоа што, како што велат, преку него се чувствувало влијанието на Дуи во владата.
Се додека господинот Таравари има контакти со ДУИ и остави простор за соработка, дури тоа го кажува јавно, за Влен се отежнува соработката во владата и тоа дополнително ќе се изрази на престојните локални избори. Затоа Влен предложи да се види до каде е соработката на господинот Таравари со ДУИ, дали има простор нешто да се смени или воспротивно да се одлучи дали можеме да продолжиме во заедничка влада или не. Слични тонови можеа да се препознаат и во пораките што лидерите од Вреди ги објавија на социјалните мрежи по синокешната средба со Мицкоски. Непринципилната политика на две столчиња и на нејасни позиции каде што не се знае кој е партнер, а кој противник, заврши, порачаа тие. Меджити напиша дека Вреди синоќе одлучиле да се изгаснат светлата на лицемерието и воедно го потсети Таравари на лекот ефридол, кој тој символично го носеше лани по изборните резултати, како порака до ДУИ да ја залечат болката од поразот. Следуваше краток, но зајадлив статус на Таравари. Реакција не вреди, напиша тој. Мицкоски се сретна со коалицијските партнери од Вреди ден по неговата тет-а-тет средба со Таравари, која заврши без епилог, со најава дека разговорите ќе продолжат до крајот на месецов, до кога треба да биде познато какво ќе биде идното функционирање на Алијанса за албанците. За Влен таа дилема е затворена од денот кога крилото на Таравари реши на локалните избори да настапи со посебни листи за советници, што предизвика револт кај другите партнери. Брифинзите од владата пак за двете средби, и онаа со Таравари и онаа со Вреди, имаа еден заеднички именител, дека поминале во конструктивна атмосфера и партнерски дух. Дел од невладините предупредуваат дека земјава е на добар пат да доцни со реформските закони доколку наскоро не влезат во собраниска процедура. Од Министерството за правда велат дека реформската агенда за ЕУ има рокови, но за одредени закони е потребен широк политички консензус. Михајло Видимлиски. Се поизвестно е дека Македонија ќе доцни со носењето на дел од законите во реформската ЕУ агенда, предупредуваат невладините. Нивното носење е важно не само за евроинтегративниот процес, туку и за функционалноста на државата и демократијата. Велат од Институтот за демократија. За сега би рекол не назадуваме, но на добар пат сме да почнеме да доцниме, доколку наитно не почне да работи собранието и да се поднесат од страна на Министерството законите. Особено тоа ќе ни се одрази врз перформансот од аспект на обврските што ги имаме во реформската агенда и планот за раст, со што се поврзани многу финансиски средства, меѓутоа пред се тие се реформи за нашата држава и нејзината поголема функционалност и демократичност. Дел од реформската агенда се и судските закони, како законот за судски совети, законот за плати на јавните обвинители, чиј рок за носење е јуни. За кривичниот законник, законот за јавното обвинителство и законот за кривична постапка, пак рокот за носење е декември. Реформската агенда има рокови до кои законот треба да биде донесен од собранието. Од друга страна, годишната програма на владата опфаќа поранешна фаза, кога законот треба да биде доставен до ЕНЕР или до владата. Во просек редовната собраниска постапка трае околу 2 месеца, велат од Министерството за правда. Странските експерти пак сметаат дека на Македонија и предстои уште работа со реформите. It's not only to look at how the state of rule of law is, but also how the resilience is structured. Not only need to look at the judiciary, but also at the society, polarization in society. We are looking currently at the candidate countries, but also within EU member states there are issues of rule of law and also of rule of law resilience. Известно е дека ќе се доцни и со изборниот законник за кој е потребен широк политички консензус. Министерството за правда ги започна подготовките, но без поддршка од политичките чинители, како што велат отаму, неговото носење не може да се реализира. Скопскиот аквадукт наместо туристичка атракција тоне во негрижа и смет. Активистите најавија екогенералка. Почнува изградбата на гасоводниот интерконектор со Грција. Очекувањата се тој да биде завршен и ставен во функција до 2027-та. А од компанијата која што е избрана за изведувач на работите, уверуваат дека веднаш ќе почнат со работа. Детали од Маја Становска.
до 2027 година се очекува да биде изграден и пуштен во функција новиот гасоводен интерконектор кон Грција. Од вкупно 123, македонскиот дел ќе биде со должина од 67 километри. Договорот за изградба и официјално беше потпишан од избраниот изведувач Rapid Build, Министерството за енергетика и операторот Номагас. Тендерот е вреден 59,9 милиони евра, а очекувањата на министерката Божиновска се дека со изградба на интерконекторот ќе се овозможи алтернативен влез на природен газ и поголеми можности за индустријата и локалните самоуправи. Со тоа ние конечно ќе имаме алтернативен влез за природен газ, ќе имаме поголема сигурност, повеќе избори и помала зависност од единствен снабдувач. Со овој договор се обезбедуваат диверсификација и достапност до повеќе извори на природен газ. Се обезбедува економски развој, унапредување и заштита на животната средина. Од компанијата на изведувачот најавија дека со работа ќе почнат од утре. Од таму уверуваат и дека се комплетно обучени и опремени за изведба на проектот. Како единствен предизвик го посочија процесот на експроприација на дел од трасата. Доколку не е завршена експроприација на некој дел од трасата, ние сме буквално во неможност да работиме, да направиме било што. Но доколку е решена експроприација, мислам дека за нас нема пречки. Проектот за изградба на интерконекторот во земјава претходно беше стопиран поради поништување на тендерот. Божиновска денеска посочи дека новиот изведувач понудил цена за 12 милиони евра пониска од второ рангираната понуда од фирма од Србија. Проектот, како што е најавено, ќе се изведува со поддршка преку грантови и заеми од Европската банка. Изградбата на 56 километри на интерконекторот од грчка страна започна во февруари годинава, а според најавите се очекува да завршат на пролет идната година. СДСМ денеска на пресконференција со обвинување до градоначалникот на Куманово за наводен урбанистички корупцијски скандал, односно изгласан ДУП кој што велат поминал со поддршка на ДУИ. Кумот на Димитриевски, кој го купил земјиштето од фамилијата на Димитриевски, заработил 350.000 евра за неколку дена. Без бизнис, без инвестиција, без ризик. Само со купи-продај. Од сите парцели во Куманово, како точно Лидл завршува со имот на семејството на Димитриевски? Дали реномирана компанија е намерно навлечена да плати повеќе? Како тоа за неколку дена двојно пораснала цената на земјиштето? Или повеќе од двојно? Колку пари од оваа сделка во джеп има ставено градоначалникот и неговата фамилија? Како тоа ДУИ, која на хартија е опозиција, гласа за предлог на градоначалник кој во моментот нема мнозинство? Се е законски, а СДСМ прават дефокус од нивните корупцијски скандали. Одговорија од знам и прозиваат дека минатата година пред изборите заради политички поени СДСМ се фалеле со таа инвестиција. Не ни е јасно зошто тогаш Лидл беше одлична, а сега е непосакувана инвестиција. Ние сме дома во Македонија, не во Дубај на журките на Харис Џиновиќ. Ние не градиме облакодери во Дубај, ние градиме за граѓаните на Македонија. Нема ништо скриено. Се е јавно. Се може да се провери. Се е законски. Ова не е политика, ова е дефокус од вашите корупцијски афери. СДСМ е партија во паника. Трошоците за живот во март годинава, споредено со истиот период минатата година, бележат зголемување од 2,7%, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 2,2%. Покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. За една година најголем скок од 14% има кај цените на кафето, чајот, какаото, потоа безалкохолните пијалаци и маслото. На месечно ниво пак, март 2025-та споредено со февруари 2025-та, инфлацијата бележи намалување од 1,3%. Како што информира од статистика, намалувањето е резултат на помалите трошоци за живот, за храна и безалкохолни пијалаци, транспорт и мебел. Министерот за економија Бесар Дурмиши преку социјалните мрежи објави дека мерките на владата за скалесто ограничување на маржите дале резултати, посочувајќи дека цените на основните прехранбени производи се стабилизираат и се намалуваат.
Наместо атрактивна туристичка локација, Скопскиот аквадукт тоне во смет. Екоактивистите кои добија поддршка од повеќе јавни личности, меѓу кои председателката Силјановска-Давкова, в петок со 200 доброволци ке го чистат просторот околу овој споменик на културата. Додека се чека на целосната реставрација на Скопскиот аквадукт, овој вековен споменик на културата тоне во негрижа. Наместо во атрактивна туристичка дестинација, аквадуктот тоне во купишта смет. До него се стигнува по неасфалтиран пат, а никаде не може да се забележи ниту табла дека тука се наоѓа овој археолошки локалитет. Во целиот свет луѓето се обидуваат да ги заштитат културните наследства, но не и кај нас. Еве како во моментов изгледа Скопскиот аквадукт. Но сепак грдата слика деновиве ќе биде отстранета, бидејќи над 200 волонтери кои се дел од акцијата Генералка Викенд ќе спроведат еколошка акција за чистење на овој локалитет. На 9 мај започнува тридневниот настан кој ќе биде посветен на еколошки акции на оваа и на уште повеќе од 500 места низ земјава, а ќе започне токму од аквадуктот. На аквадуктот ќе бидат околу 200 до 300 волонтери и ќе присуствуваат и високи функционери од јавните институции. Меѓутоа, паралелно, останатите 20.000 граѓани ќе чистат во над 500 локации низ цела држава, вклучувајќи го и Скопје, бидејќи во Скопје освен аквадуктот ќе се чистат уште над 100 локации. Дел од јавните личности пак со снимени видеа упатија повик до граѓаните да ја поддржат оваа екоакција. Меѓу нив е и председателката Гордана Силјановска-Давкова, која изјави дека постојано се зборува за зелени политики, а се живее во сиво-црна реалност. Природата, тоа префинето суштество, не смее да биде жртва на профитната агресија. Крајно време е да трчаме маратон кон здрава животна средина, да засадиме дрвја на љубовта и цвеќиња на добрината, да склучиме примирие со природата. На акцијата за чистење на аквадуктот се очекува присуство на повеќе јавни личности, министри, градоначалници, представници на Црвениот крст, како и австрискиот амбасадор Памер. Голем број музички звезди денеска на комеморацијата во МКЦ ги споделија своите сеќавања за прерано згаснатиот живот на македонскиот музичар, композитор, текстописец, аранжер и музички продуцент Тоше Попсимонов, кој почина на 19 април. Тоше Попсимонов е човек за кој што нема потреба многу нешто да се говори, затоа што има толку направено за сите нас, да сите зборови се некако сувишни. Тоа чувство на пресекување и синој кога го има, и си викам, види, човекот стварно го нема. А цело време имам чувство, искрено, не би сакал да звучам патетично, дека е цело време тука со нас. Затоа што можам да зборам 3 сата и да не кажам доволно. Затоа најпаметно ќе биде накратко да кажам само 2-3 реченици. Не можам се уште и веројатно никад нема да може да се навикнам за Тоше да зборам во минато време. Тоше беше ваков, Тоше беше онаков, никако. За мене Тоше ќе остане Тоше е нашиот Квинси Джонс. Фудбалскиот клуб Аеродром 2018 Скопје со поддршка на видеолотарија Казинос Австрија, како долгогодишен поддржувач на спортот, а во рамките на нивниот проект Играј со најдобрите, доби модерни услови за тренинг и надпреварување на тимот, што е дополнителен мотив за младите фудбалски таленти. Се надевам дека на овој начин ќе овозможиме да се унапредат можностите за спортување за овие талентирани момци и деца, односно да добијат добра спортска инфраструктура и соодветни услови за тренирање. За во иднина сите ние да можеме заеднички да се радуваме на успесите на фудбалскиот клуб Аеродром, како на домашен, така и на меѓународен план. Оваа соработка за нас представува голема обврска, но ние сме убедени дека ќе оправдаме довербата што ни укажа видеолотарија Казинос Австрија. Нашиот прв тим ќе биде дополнително мотивиран да продолжи со посветеност, да ги дава своите најдобри резултати на теренот. Тука ги завршуваме вестите, во продолжение ве очекува Александар Видиновски како домаќин во уште едно издание на Само вистина. Останете на Канал 5 и пријатна вечер.